Добро утро за магистар Асмина Трошанска, дефектолог, инаку подпредседател на Македонското научно здружение за аутизам. Добро утро. Добро утро. Македонско научно здружение за аутизам постои кај нас. Со што е конкретно тоа се занимава, односно кои сте вие за некои што можеби да не знаат? Така, нашето здружение постои веќе 13 години. Ние сме Македонско научно здружение и во самиот назив на здружението можете да заклучите дека станува збор за научно. Така. Значи најголем дел од нашите членови се магистри, се доктори, исто така и дефектолози кои што сакаат да се занимаваат со аутизмот, меѓутоа ние се занимаваме од некоја поинака страна, значи главно се занимаваме од страна на науката. Значи работиме на докторски дисертации, на магистарски, издаваме трудови, организираме форуми. Нашата најголема желба е да одржуваме обуки со некои познати светски реномирани професори, при што кадарот кој што ќе сака да се занимава идните дефектолози со децата со аутизам да бидат уште повеќе усовршени, заради тоа што веќе трендовите во светот одат многу напред. Баш така. Од кога се одбележува светскиот ден на аутизмот и со која цел? Па вака, светскиот ден на аутизмот се одбележува главно од 18 декември 2007 година на Генералното собрание на Обединетите нации под предлог на државата Катар. Издадена е наредба, декларација со која што овој ден ќе се одбележува како светски ден, на кој што главна цел ќе биде подигнување на свесноста, на сензибилизирање на јавноста за проблемите на овие деца и лица, се со цел да се подобри нивниот начин на живење. Овој ден се одбележува секаде во светот. Кај нас веќе е трета година се одбележува. Првата година 2011 го одбележувавме. Тоа беше еден голем настан кој што беше одржан пред споменикот на мајка Тереза. И голема благодарност тогаш ние како пионери во таквиот начин на организирање имавме голема поддршка од општината Центар. Така. Што ни обезбеди трибина. Голем број на пејачи излегоа во пресрет, од македонската естрада. Потоа беше под покровителство на госпоѓата Маја Иванова. Така. Така да тој настан навистина достигна некоја своја цел да ги поттикне луѓето да веќе наредната година и други организации да почнат да го одбележуваат овој настан. Минатата година исто така одржувавме надпревар во мал фудбал, поддржано од Агенцијата за млади и спорт. Исто така тогаш ни излегува голем број на спонзори во пресрет, така да оваа година веќе ќе имаме еден повисок настан, поголема цел се даде на овој ден да се сензибилизираат и повисоките структури во државава, така да оваа година организиравме и прием кај председателот господинот Георги Иванов, така да денеска на тој начин ќе го одбележиме овој ден. Значи, прилика денеска што ја планува? Да се оди таму, каде што и ја споменавте и господјата Маја Иванова, која што... Да, ќе ги посетиме, ќе бидеме со дел од семејствата и со останатите членови на нашата организација кои што ни помагаат. Морам да го споменам тука Ротари клубот, кој што ќе дојде заедно со нас, кој што исто така во сите наши настани учествува. До сега ни имаат помогнато да организираме ликовна работилница за децата со аутизам. Ни имаат организирано предавања во Александар Палас и така натаму. Значи, на овој ден ќе сакаме навистина денеска сите луѓе да помислат барем дел од денот, ако не 5 минути, барем една на децата со аутизам и на нивните семејства. Баш така. Кои се проблемите? Ќе почнеме малку и за тоа на децата и семејствата со аутизам за кои сакаме да зборуваме токму на овој ден за да подигнеме свестост напред се. Проблемот е голем. Значи, како родител, еве јас, значи не дека проблемот не може да се реши, проблемот е решлив, меѓутоа е голем заради тоа што страда целото семејство. Аутизмот е состојба која што е трајна, значи многу тешко се постигнуваат резултати со макотрпна работа, со долга макотрпна работа, меѓутоа проблемот е поголем со тоа што го погодува целото семејство. Посебно кај нас во нашата држава, заради тоа што семејството, доколку се роди такво дете во семејството, грижата за детето мора да ја преземе едниот родител. Детето не е самостојно, некој мора да се грижи за него, да го носи постојано по третмани, да плаќа приватно за тие третмани, така. да го чува дома, затоа што често пати градинките не ги префаќаат децата, понатаму за училиште има проблем.
Значи, често пати не се префатени најчесто во редовните училишта заради состојбата на дечињата, исто така и заради условите во училиштата. Така да проблемот е голем. Општо не само што е проблемот за детето, туку проблемот е на целото семејство, на поширокото семејство. Освен тоа што детето страда заради тоа што од најмали нозе многу покасно се дијагностицира, кај нема услови за да се почне рана дијагностика и ран третман, заради тоа што кај нас во државава се уште установите функционираат, меѓутоа не на тоа ниво на кое што е потребно. Значи не постојат се уште стандардизирани критериуми, стандардизирани методи на третман, цел еден протокол низ кој што ќе поминат овие деца. И поради тоа третманот доцни и работата со нив многу повеќе доцни и самите деца многу потешко постигнуваат. Значи, тие може да достигнат одредени достигнувања, сме ги гледале по филмовите, можеме да ги видиме по интернет насекаде. Така. Како се работи во богатите држави, меѓутоа се вложуваат голем број на средства. Постојат голем број на третмани за овие деца, значи третмани за говорот, третман за комуникација, третмани кои што ги фаќаат сетилата, кои што се проблем кај овие деца, во некоја дисхармонија се наоѓаат, проблем во нивната социјалност. Значи, постои начин, меѓутоа кај нас е тешко изводлив, најмногу заради финансиски средства. Да, Третманот е најуспешен доколку се одвива 1 на 1. Значи, еден дефектолог со едно дете, а во некои држави се разбира работат во некои состојби, ситуации 20 на едно дете, се со цел што повеќе да делуваат на детето. Така. Имат ли државите обврска на некој начин да допринесат или па некаде да помогнат на децата со аутизам и и посебните на семејствата кои што имаат такви деца? Зборам конкретно кај нас нешто што треба да го направат, да го возможат на некои што имаат ваков проблем, нешто како, не знам, законски или слично. Па секако, значи во Соединетите американски држави третманот на децата со аутизам е законски регулиран со тоа што секое дете мора да помине дијагностика од 3 месеци. Во период од 3 месеци мора да му се издаде дијагноза, доколку се работи за аутизам, се разбира. Понатаму во рок од 1 месец мора да му се направи индивидуален план за работа и понатаму се проследува во институции. Сега приватни или државни институции, тоа е секаде во светот, нели приватните се за побогатите, државните се за посиромашните, меѓутоа постои некаков протокол низ кој што децата поминуваат и многу рано се откриваат. На тој начин потенцијалите на детето многу побрзо ќе се искористат со цел тоа што повеќе да напредне. Доколку не се превземат такви мерки, нели најчесто не се преземаат кај нас, значи касна децата во развојот, тој проблем не е само на детето и на семејството, понатокму тој проблем се пренесува и на општеството. Заради тоа што тие дечиња, ние во Македонија немаме бројка колка е на тие дечиња, во последно време дечињата се евидентираат, меѓутоа ние немаме бројка на возрастни, затоа што тие деца утре ќе пораснат, нели? Можеме да ги изброиме децата, еве, наводно кажано, во училиштата колку се, меѓутоа тие немаме план, тие деца за 10 години ќе бидат возрастни, значи ќе бидат на терет на државата. Понатака ќе бидат и стари лица, нели? За тој проблем треба многу плански да се размислува. Веќе државите прават цели стратегии како тој проблем да се решава, а кај нас некако доцнеме во тие работи. Ти си магистар, дефектолог кој што работи во Златен Стремец. Да. Како отприлика изгледа еден работен ден за вас? За мене лично? Па наутро во училиштето кај нас доаѓаат дечиња со интелектуална попреченост главно. Јас работам со дечиња конкретно со аутизам. Тие доаѓаат околу 7,5-8 часот, добиваат доручек, нели, бидејќи посетуваат целодневна настава, дечињата кои што можат. Има дечиња кои што издржуваат по кратко време и посетуваат само 4 часа. После доручекот следат часови, значи ние во нашето училиште, како и во сите училишта, имаме план и програма за работа, која што исто така се изготвува преку Министерството, преку Бирото за развој на образование. И програмата самите си адаптираме на дечињата. Значи, иако програмата некогаш е со многу повисоки цели, ние адаптираме на возраста на дечињата, на нивните можности и нивните способности. Меѓутоа, за секој дете се изработува индивидуален план. Значи, ако се работи на час по македонски, значи нашата цел е што повеќе детето, доколку има способност и можност да научи букви, тоа што може да ги научи буквите понатаму, нели, да чита, да пишува, да препишува. И бараме начини. Меѓутоа, проблемот во нашата работа е што често пати, најчесто,
немаме доволно средства, начини за работа. Заради тоа што кај овие дечиња, например, многу е потребен компјутер. Голем дел од нив го сакаат компјутерот и можеме да го искористиме во цел да го обучиме детето, нели, да пишува преку компјутер, доколку нема моторика за рацете, зошто да не пишува на компјутер? Можеби детето да има одличен говор, одлична комуникација да се воспостави со него, меѓутоа нема моторика на рачињата. Тогаш може да се искористи компјутерот. Постојат третмани, например, метод на размена на слики, да се работи со сликички, па постојат цели софтвери кои што денеска на таблети се користат, значи со помош на сликички, каде што детето комуницира преку сликички, доколку нема говор, а го разбира говорот. Така да, на тој начин работиме, пробуваме, адаптираме, меѓутоа сме најчесто оставени сами на себе, да изработуваме материјали, нагледни средства. Тоа ни е поголем проблем. Значи, проблемот не можеме толку да се посветиме на работата со детето, бидејќи имаме и многу работа дополнителна дома. Сигурно, да сечеш, да правиш материјали, да смислуваш начин како да му го доловиш тоа што треба да му го доловиш. За час по математика мораш да му најдеш начин како да го препознае бројот, како да го усвои, материјали за броење, за собирање, за класифицирање, значи за разбирање на бои, форми, големи. Ние често имаме проблем по тоа. Значи нашиот најголем проблем е во создавањето на тие нагледни средства. Значи нешто што ви е... Да, за разлика од тоа, државите кои што се богати, тоа имаат се, нели? Само ќе си нарачаат преку интернет, ќе си добијат, нели? И немаат никаков проблем. Па добро, да, имавме нели тој проект што е компјутер за секој дете во училиштата, па не знам зошто на некој начин се прескокнати училиштата како златен сребрец. Да, не се прескокнати, не. И во нашето училиште има исто компјутер за секој дете, ама зборувам дека освен компјутер нас не треба нели детален софтвер. Постојат неколку игрици кои што може да се користат, меѓутоа сепак, значи потребни се дополнителни. Поголема софтверска подршка поголема софтверска, поголема обука на кадрот. Не е само компјутерот, значи ви кажувам и постојат и играчки, одредени едукативни материјали кои што навистина не се потребни, но ние се снаоѓаме. Браво. Креативни сме. Да, очигледно. Да се работи треба да се биде креативен. Се разбира, многу пати го имам тоа. Тоа кажувам и стоам за тоа. Сакав да те прашам уште нешто. Колку родителите свесно го признаваат проблемот, ако вие како професионалци го препознаете дека постои, дека нешто не е во ред со детето. После 2 години, 2,5 години, 3 години, како е да таа граница, не знам. И колку е подобро што се призна порано и навреме. Секој родител тешко го прифаќа проблемот. Тоа е факт, јасно. Тоа е факт, значи една мала кашлица и нели родителот се возбудува, камоли за таков проблем. Проблемот е голем, затоа што родителите тешко го признаваат, најчесто кај овие дечиња заради тоа што перфектно добро изгледаат. Да. Имаат некои способности посебни. Значи голем дел од нив знаат компјутери, да работат на компјутер. Може голем дел од нив место македонски да почнат англиски да зборуваат. И тоа родителите го сметат како многу напредно кај нивното дете. А меѓутоа тоа е имитирање на она од телевизиите. Значи, ако по цел ден гледат цртани филмови на англиски, тоа ќе ги повторува и зборуваат и зборуваат. Да, и родителот си мисли дека нели детето му е многу напреднато. Меѓутоа, како и секој родител, веројатно чувствува дека нешто не е во ред со неговото дете, дека има проблем. Меѓутоа, и како родител се теши дека тој проблем ќе помине, нели? Тој проблем ќе помине, меѓутоа, одолговлекувањето е секако проблем. Мора да се почне што порано да се работи. Иако детето интелектуално можеби подобро ќе се развива, едно повеќе, друго помалку, а меѓутоа кај овие деца главниот проблем е комуникација, интеракција. Значи, ние луѓето учиме од комуникација со другите луѓе. Така е. Најпрви учиме од комуникацијата со мајката, комуникацијата со семејството. Че доколку детето не комуницира со семејството пред се, понатака и со другите луѓе, нема да може да ги развие другите интелектуални способности кои што следуваат. Нели самиот човек во својот инстинкт има рефлекси и тој се развива. Меѓутоа тие ќе достигнат до одредено ниво каде што веќе средината влијае на човекот за да се развие. И ова дете нема да може да се прикопи во средината и нема да може да црпи од неа. Заради тоа потребно е да му се даде поддршка, да се развиваат тие комуникативни способности, а не да се остави пред телевизор да гледа цртани или од срам да не се шета надвор или да не оди во градинка заради тоа што ќе ја ремети групата или пак другите родители ќе забележат дека има проблем. Значи сите тие работи мора да се надминат. Тешко е како родител, меѓутоа
Мора да се најдат. Колку побрзо, толку ќе биде за детето подобро. Болката е секогаш иста. Значи, ако му кажете на родителот дека има проблем неговото дете, дали ќе му кажете оваа година или наредната, болката ќе е иста. Меѓутоа, ако се каже побрзо, секако по ефектот за детето ќе биде подобар. Може да се делува на време. Сакам да те прашам уште нешто околу самите симптоми, она што секој родител или човек би можел да кажем на некој начин да ги забележи, да почне да се сомнева, па да побарете стручна помош токму од вас како од дефектолози, луѓе кои што нели ја знаат таа работа. Од најмала возраст. Овие дечиња најчесто се забележуваат околу 18 месеци. Значи во периодот кога детето веќе ќе треба да почнува смислено да зборува. Кога веќе ќе треба да се обраќа на некого. Дури и да не зборува, детето ќе најде начин, или има некои дечиња што покасно прозборуваат. Покасно се пуштаат. Меѓутоа ќе мора детето да најде начин како да комуницира, како да побара од мајката нешто. Ако детето писка, плаче и родителот не знае детето што сака, значи помеѓу нив не постои таа комуникација. Веќе е нарушена комуникација. Иако кај овие деца се забележуваат и други проблеми. Значи овие деца имаат проблеми најчесто во сетилата. Имаат некоја дисхармонија во сетилата. Одредени сетила се пречувствителни, други пак воопшто не развиени. Значи можеби детето да се плаши од лулашка, да се качи, можеби детето може да се плаши од допир. Има дечиња кои што интензивно мирисаат. Значи сите тие однесувања може да наведат на некаков сомнеш. Меѓутоа главно проблемот е комуникација, во интеракција со средината и во играта на детето. После 2 години, година и пол, веќе детето почнува смисловно да игра. Значи почнува да турка количката, да прави брм-брм. На овие дечиња, ако му дадете количка, тие ќе го вртат тркалцето. Значи тоа се некои финеси. Да. Исто така овие дечиња се сакаат играчки кои што само се вртат, кои што свират, кои што светкаат. Меѓутоа на таа возраст детето задржува вниманието на некој начин онак. Да. Значи тоа е едно исто кој што ми се допаѓа, дека трепка, светка, се вртка, свири и така. Да, овие дечиња се склони кон стереотипни однесувања. Значи сакаат секој ден едно исто да им се случува, заради тоа што се плашат од непознатото, не може да го восприемат и бараат секој ден иста шема, иста рутина. И тие самите си ја воспоставуваат како мали таа рутина, доколку родителот им ја наруши, утре треба да одат на гости, а детето е по цел ден дома. Детето веднаш ќе почне да плаче, ќе биде многу вознемирено. Плачат во исто време, можеби ноќта да се разбудат и да плачат во исто време во ноќта. Да имаат страф од миење на заби, од чешлање на коса. Значи има спектарот е многу широк, значи знаците треба се многу постојат голем број на знаци кои што може да алудираат на овој проблем, заради тоа дијагностиката не е така едноставна, значи не може да се оди детето на лекар и да му каже дека има аутизам. Потребна е подолга обсервација. Потребно е, ете во Америка, 3 месеци интензивно да се работи со детето, точно да се одреди. И не е само дијагнозата. Му постават дијагноза. Проблемот е да се постават точни податоци за тоа што детето може, значи кои се потенцијалите на детето, кои се проблемите на детето за да почне да се работи. Не е битно каква дијагноза има. Значи дури да не е дадена дијагнозата, ако детето има било каков проблем во неговото функционирање, потребно да се работи интензивно. Бидејќи сме на крај, ќе те прашам уште нешто. Знам дека треба да докторираш. Да. За што се работи, само кажи ми? Мојот докторат ќе биде за проблеми токму во сетилната перцепција кај децата со аутизам. Значи, овие дечиња, како што напоменав, може да имаат тактилни проблеми, може да имаат проблеми во рамнотежата, може да имаат проблеми во проприорецептивниот систем, во вестибуларниот. Значи, имате дечиња, ако сте слушнали некогаш, дека овие дечиња, некои од нив многу слушаат. Имаме мајка која што кажува дека пред да стигне возот, детето знае дека ќе стигне. Значи, имаат хиперакузија, преголема чувствителност на звук. И замислете ова детенце да се стави во ситуација на гужва. Значи, на галама. Тоа ќе биде постојано вознемирено и ќе се концентрира на звукот и нема да може да функционира. Да, сега постои третман за овие дечиња, значи тоа се вика третман на сензомоторна интеграција, че се ставаат во услови на изолирани дразби, при што со детенцето ќе може да се работи на проблемот кој што го има. Значи, дали има пречувствителност или премала чувствителност, сите тие нешта да се урамнотежат. Како би можело тоа да функционира подобро.